Сега би те прашал како започна твојата мисија и твоите посети на Африка, на афричкиот континент, на тие луѓе таму. Што беше тоа што те повлече, да кажеме, да го правиш тоа, да се даш таа мисија да помагаш на луѓе во Африка? Така, зошто не тука? Некој ти вика тука немаме ли тука сиромашни ти во Африка си се бапна. Некако, ајде. не ти, ама го знам, како кажам, го знам рациот. Вака ја студирав во Англија неколку години теологија и таму студирав со луѓе од не знам 20 на 24 земји, мислам дека беа, ти викам, различни континенти, различни култури, и сите на исто место, нели, неколку години, само за спиење се разделуваме, што се вика, цело време си со луѓе. Јас сеќам ние во школото на колеџот имавме практични задолженија. Во смисла дека, окей, ти си таму да студираш, нели, за академска наобразба, ама исто така таму треба да се обликува карактерот. И карактерот негово се обликува кога ќе те стават во позиција да правиш нешто што не сакаш да правиш. В смисла, ќе чистиш вециња, ќе не знам, ќе рибаш, ќе собираш лисија, ќе правиш задолжение, ќе добиеш задолжение кое сеќаш не ти идело во склоп со академската наобразба. В смисла, јас сум доен таму да учам да бидам теолог, пастор, што и да е. Сеќаш не дов тука да чистам вециња, сеќаш. И тука се гледа карактерот, или тука имаш можност да го менуваш карактерот, да созреваш и така натаму. И првиот момент кога ја бев ставен, тие имавме практикалски, викавме, тие првите 3 сати кога ме ставија да работиме нешто, беше да есен беше, школа почна 15 септември бевме ние, отидовме таму, почна недела дена покасно, значи више есен фаќа Англија и 1 тон лисја. И сега ние требаше, тоа имаше као driveway, беше кружна улица, кружна патека внатре во самиот колеџ и требаше целото тоа, ние сите лисија и вакво. Ти чистиш лисија, дувнува, ќе дувне ветре, се вртиш за дека кој да не си поменал, ајде па назад сега. И со првиот човек со кој заедно бевме на практикал беше Джеймс, тој колега мој од Уганда, африканец. И со него, знаеш, ги минеме тие првични маки што се вика. И узмува, нели, од кај си, од Македонија, не појма немам за Македонија, освен тоа што го читал во Библијата. И прво нешто што ми го кажа онака, ни се знаеме, ни се познаваме, ми вика, еден ден ти ќе доеш во Африка. И вако гледам и викам, амин, в смисла, така нека биде. Амин, значи така нека биде. Викам, ако Бог даде, сакам да дојдам, знаеш. И студиравме заедно, 2011 завршивме, 2012 ја за прв пат отидов во Уганда, значи на мои 23 години. Между да замислиш, мислам, никој не ме прати. Не можам. Само толку ги да брегам. Да. Не можам. Да, искрено ти кажам, тешко ми, мислам, ја вака ретроспективно сикам или било вера, или било лудост, а може и малце микс од двете. У смисла да никој не ме праќа. Оти мене најчесто тука во нашите простори прашањето кој те праќа во Африка, која организација, која мисија, кој тој. Ја викам, мене ме прати, ако сакам да ја правам супер духовна работа, мене ме прати Христос. Ако сакаш во конкретни термини ме прашаш, јас сам. Мислам, не ме прати никој не ми рече оди во Африка или те праќаме на мисија во Африка да правиш тоа или тоа. Беше тоа стварно иницијатива, беше желба на срцето. Океј, сакам да отидам таму, да видам прво што се случува. Да видам како живеат луѓето, што живеат, што треба, што не треба, да едноставно добиеш идеја како е таму. Оти мислам Африка е континент кај што мислам имаш од до. И ти можеш да отидеш радикален, крајно. Да, имаш, ама не зборувам и материјално гледано и во секој поглед. Културолошки, социјално, религиозно гледано, значи имаш ти коктел по-христијански места од Македонија. Зборуваме со подолга историја, значи зависи кај ќе отидеш. Значи мешавина од се и се што и тоа е огромен континент. Мапата што ние имаме не е географска мапа, политичка мапа на светот. Така Африка е многу поголема од тоа што ние гледаме на мапата. Како и да е. Си има своји причини зашто е така. И кога ја добив таа желба да одам, мојот предизвик и како усвари тргнав со тоа, викам окей, ќе отидеме таму, јас ќе проповедам во црквите што се таму, ќе одиме во различни места со колега, но мојот предизвик за црквите тука, за евангелските цркви тука беше следниот. Ние како македонци
се чукаме у гради дека Македонија е библиска земја, запишана во Библијата 26 пати, што ти ја знам, нели апостол Павле добил видение, македонец му се појавил, дојде во Македонија, помогне ни. Значи првата област во Европа на која доаѓа евангелието е Македонија. Македонија била портата на Европа за христијанството. Лидија Македонка, еден куп, нели, работи што се така и тоа стои. Ама апостол Павле во едно негово послание, второто послание на Коринтијаните, 8 и 9 глава, ги фали македонските цркви, на црквите во Ахаја, во денешна Грција, дека биле утепани сиромаси, биле екстремно сиромашни уште во тоа време, не многу се сменило тогаш до сега, но дека тие му ги предале своите животи на Господ и заради тоа нешто примиле таква благодат од Господ, таков благослов од Господ, што го молеле, го преколнувале апостол Павле да му дадат пари и собрале пари не само колку што можеле, туку повеќе од тоа што можеле, значи сиромашни луѓе собрале повеќе од што можеле, да апостол Павле ги земе тие пари и да ги однесе таму во Јудеја каде што имало потреба. Ја викам, тоа е оно наследството, legacy, heritage, како сакаме да наречеме, тоа е наследството библиско на македонските цркви. И сега јас зборам за моите, нели, мојата деноминација или мојата конфесија на цркви, викам, окей, ние сме сиромашни, нека нас тука не ни треба помош, нека тука нема сиромаштија и се до тоа, ама оваму има сиромаштија што не дај Боже некогаш ние да ја спознаеме на наша кожа или да знаеме како тоа изгледа. Ајде да собереме ние прилози од тука колку што можеме и колку што не можеме и да направиме нешто таму. За каква сиромаштија? Кој е нивото на сиромаштија која те затекна, да кажеме? Па како сум го кажал тоа повеќе наврати. За неполни 3 недели ославев 7 кила. Оти јадев колку што јадат они. А тоа е? Значи во тоа време и тоа имаше билборди во Кампала, во главниот град, беа тие. Ја не се движам многу по урбани места во Уганда, ама мораш да поминеш низ Кампала. Во Кампала имаше билборд, се сеќам никогаш нема да заборавам сликата, тоа што јас го искусив, сватив колку многу луѓе го искусуваат тоа само во Уганда. Значи има, па ќе кажам, во Африка има луѓе што се уште во понезавидна положба од тие во Уганда. Сум бил во Конго, ова DRC, што е Демократска република Конго, што нема врска со демократска, ама името стои. Добро. Уште пострашни услови, ама на билбордот пишуваше дека 600.000 семејства, значи не збориме 600.000 луѓе, туку 600.000 семејства само во Уганда живеат со по еден оброк на ден. Тоа значи една чинија компир, ориз, граф, тоа што ние имаме, или не знам, матоке, пошо, касава, некои нивни тие, и тоа е тоа. И сега ти денеска, јас денеска треба да се движиш, да работиш, да правиш што и да правиш, и навечер, околу 7 сатот беше тоа, да каснеш едно чиниче ориз, граф, касава, матоке, па ќе кажам што и да е. И ти со тоа треба да функционираш. Он функционираат некои од нив. Ама можеш да барем онака да замислиш како изгледа тоа на голема скала, на големо ниво. И проблемот на многу места е таму, нели, има плодна земја, на екваторот се, клима и се до тоа. Ама луѓе не сваќаат дека таму ако се продолжи сушната сезона или ако закасни дождовната сезона, дека тоа што го саделе, тоа што го сееле, дека угинува. И они влегуваат во таков маѓепсен круг на сиромаштија, кај што они рачунале на храна што ќе добијат, ја нема. Сеиш, немаат они у банка заштедено, па ај ќе си купиме. Или нема од каде да купиш, нема што да купиш, или немаш со што да купиш. Многу лесно е да се доведе на работ на екзистенцијата. Значи окей, нема многу, ама има до момент кај што не знаеме утре што ќе ставиме уста. Буквално не знаеме. Тој регион го фанело суша, го фатило граѓанска војна, фатило ово, и значи така имаш природни катастрофи, што се не се човечка вина, а имаш и за жал голема мера се катастрофи предизвикани од човекот, од неговата корумпираност, расипаност, од експлоатација и така натаму и така натаму. Експлоатација најверојатно го доживува вистинското значење на зборот таму.
Па знаеш како? За Уганда повеќе или помалку не може тоа да се каже дека нели они биле порано британски колонии па вака па така. Широка дебата е тоа кога било подобро, зошто било, што било тогаш подобро, што е сега подобро. Еден куп работи. И тоа ја не го зборувам како нели ја како белец па моje мислење, туку зборувам луѓето африканци што ми кажувале таму. Значи за такво нешто имало плюс и минус, имало вака или така. Оти кога заминале британците, дошле диктатори, па они палеле, беселе, колеле и правеле што и да правеле, така да различни има гледни точки. Ама поентата е дека во сето тоа експлоатацијата, можеби во Уганда не толку, ама во Конго, например, кај што сум бил, Конго е територијално најголемата земја во Африка и најбогатата, овие стандард што се дијаманти, злато и сите тие нешто што се као. Ама минерали, колтан, кобалт, литиум и сите тие нешта. И таму има рудници во кои работат деца колку синчето моје, 7 години деца. Сееш. И тоа што го одржува тоа нешто е нели злосторството, корумпираноста на локалците, суровоста на тие, не знам, бунтовници што ги држат тие региони или самите влади. Мислам на некои места кај што сум бил, војската и полицијата се подеднакво лоши за локалното население како и овие бунтовници. Така да без разлика кој да е злосторникот и овие од надвор кои го користа тоа нешто и го експлоатира. Значи не дошол сега белец таму со пушки, со не знам, со хеликоптери да освои територија, па сега да тоа. Не, има локални луѓе кои се доволно корумпирани или се доволно бездушни да го експлоатираат населението, да го присилуваат населението. Дали е тоа значи тие се во суштина, не знам, ќе ме потврдиш са, значи тие не се многу сложени луѓе. Значи тоа се мислам дека многу примитивни луѓе кои што се водат некако од примарни инстинкти и се некако најдобар облик на постоење на таа некоја изворна човекова природа. Сега тоа може да значи многу нешта. Во смисла дека ти ќе видиш таму изворна радост, што тука не знам кога или како би ја видел, ама од друга страна и ќе видиш злосторства и суровост, она што сикаш ова не е ни човечки, ова е ќе демонски. Зборувам за Конго кај што бев, мислам тоа е јавно достапна информација, секој може да провери. Јавев 2014 прв таму. Букаву, градот кај што бев ја, тоа е на границата со Руанда. Букаву во тоа време беше и ден денеска, не знам дали е, ама сигурно е се уште негде високо, и не многу нешта се смениле од тогаш. Беше Rape Capital of the World. Значи таму по глава на жител, помал град од Скопје негде, по глава на жител најмногу жени и деца се силувани. Да. И од таму тој е и пастор и доктор и е водач на таа болница локална, доби Нобелова награда човекот, баш затоа што он е хирург и правил операции за ресторативна хирургија на жени и на деца што биле силувани. Буквално да ги состави пак. Мислам, тоа се трагедии и хорори што, мислам, луѓе како мене оделе и одат мисионери и ако па ќе кажам, ако човек не отиде таму со благодат Господова, луѓе излегувале од таму со ментални проблеми. Ти кога ќе го видиш тоа нешто, значи после Конго одиш во Уганда и одиш на одмор. Мислам, со се што се случи во Уганда, ти се осеќаш олеснето се осеќаш. Затоа што само во Букаву имаше во тоа време 32 бунтовнички групи. И сега, значи не е тоа, ние сме тука, другиве се тука, ние сме на ваа линија, се пукаат со ви, знаеш кој е добриот, кој е лошиот. Не знаеш кој е добриот, кој нема добар лош. Сега има лош и полош. И сите се борат за превласт, сите, некој нив не знаат ни зошто се борат. Реално да ти кажам. Затоа што сите останат да го брат, да. Значи луѓе, само пред да стигнам, имаше 32-ца, меѓу кои имало бремени жени, се убиле меѓусебно со мачети, вакво, затоа што почнало расправија за 2 крави.
Цееш, ама таму не е тоа, ние се караме за меѓата, нивата, и тука нели има за жал такви приказни, браќа, комши се убиваат, се караат за што и да е. Таму кога станува збор за вода, за храна и за тоа, значи не правиме тука за дали ќе имам 2 крави повеќе, туку дали ќе имам Екзистенција, дали јас ќе умрам или ти ќе умреш, саѓаш. И такви страшни приказни кај што верувам дека е мрднато малку од малку, ама не слушаме на вести за така. Кога си слушнал за Демократска република? Не, а таму има изгинато милиони од 90-тите наваму, има изгинато, не знам, 6 до 8 милиони луѓе. Значи Холокауст си има случајно и никој од нас не знае за тоа. И јас тука гледам дел од улогата на црквата, дека единствено црквата, а ова и го кажуваат и секуларни луѓе, атеисти и кои да е, дека црквата има таков елемент, има таков момент во себе си, што на вистина не ај ова материјална ќе донесеме храна, ќе донесеме алати за земјоделиец, ќе ги среме, туку да донесе мир на душата, да му донесе мир на човекот, да може човекот да се исцели, да се вразуми, да се, како кажам, да си дојде на себе си.